колеги, почитувана колешке, јас на вистина цело време сето ова што се случува после вашиот говор и репликите кои ги имате, немојте да излегувате и да се жалите на реакциите кои ги добивате, бидејќи природно е на некаква акција да има реакција. Во суштина, вие, во вашиот говор, она што го кажувавте, во целост беше, во суперлатив е малку да го кажам, во екстремно многу поголем суперлатив, го искажавте сето тоа, сите факти кои ги кажувавте беа нереално основани и очекувате последен таков говор да имате овде исто така во суперлатив да враќаме назад. За жал, не може такво нешто да се случи и нема да се случи. Театар, да, се прави. Се прави. Од секоја страна се прави театар. Но зошто се прави театарот? Зошто овде доаѓаме до степен на нервоза, на развикување, на викање? Заради тоа што имаме игнорантски однос од страна на власта. Игнорантски однос од ваша страна. И сега, во еден момент, предходно со колегата, се дрзнавте да кажете и да исценирате дека тој вас ве навредил. Се извинувам, но поголема навреда нема кога жените ќе застанат и ќе лажат. Не е само за жените, и за мажите се однесува тоа. Поголема навреда од искажана лага не постои. И нормално е да има реакција кога се случуваат такви работи. Да се задржам на она што вие го зборувавте. Ние, велите, очекуваме да ја завршиме годината со раст од 4,1%. Браво! Според вас, ние сме подобри од високо развиените земји во Европа. Тие предвидуваат раст во бројка од околу 3%. Сад, дали е вистина тоа дека ние ќе имаме таков раст во нашите финансии? Но зошто во изминативе 5 години ниеднаш, пазете, повторувам, ниеднаш не е надминат над 4% бруто домашниот производ? Како ќе го надминеме сето ова кога во светот дури и високо развиените земји пријавуваат проблеми во повеќе области? И знаете, кај нас не можеме да се користиме веќе со термин ни тропа некоја криза, нам сите кризи ни се дојдени овде. Имаме здравствена криза, економска криза, сега имаме енергетска криза. Не дај Боже човек да се разболи од лично искуство, ви кажувам. Значи, не дај Боже од обична настинка. Знаете ли дека за PCR тест се добива термин после 2 недели? Или ако сакате да се тестирате во Скопје, ќе ви кажа дека имаат термин во Гевгелија. И одете, тестирајте се. Ако немате приватно да си го финансирате тестирањето. Понатаму, да не зборувам, бидејќи сме жени, па ќе кажам, да не зборувам мамографија да треба да направиме. И зборуваме дека во буџетов ќе има инвестиции. Какви инвестиции кога не можеме едно обично снимање да направиме? Ви кажувам, личен пример. Велите, бруто инвестициите се очекува да се зголемат. Извозот да ни се зголеми. Колеги, шала на страна, штета еден колега што не е тука, кога трениравте магариња и толку обуки на магариња направивте, немој сега да се дрзнувате и овде да не убедувате дека магарињата може да летаат. Вашиве приказни само на тоа се сведуваат. Кажувајте си ги приказниве на друго место. Како ќе дојдат инвеститори овде? Овде, во земјата која е на 111-тото место според индексот за корупција. Ама вие фамозно откривте и една друга ставка, каде што е Македонија на 83-то место според рангирање, а пазете, за различни стандарди станува збор, ама 83-то е воочливо интересно. Но сепак, местото кое го имаме за ниво на корупција е поразително. Овде, каде криминалот ни е на најголемо ниво, затвореници слободно се шетаат, а невини луѓе скапуваат во затвори, ние овде во Македонија
ќе дојдат инвеститори, пазете, каде пратеници сомнително исчезнуваат, се киднапираат, се уценуваат. Вие за 8 направивте да бидат уценувани, па сега за 1 не гледам дека многу и се напрегнавте. Овде, каде начинот на работа на раководните лица од судовите, во светот, студентите, според овие лица, учат право, како не треба да практикуваат право. Ама ние, знаете како во нашава држава, тие што треба да делат правда, се пример за неправедно работење. Ама сега сте на власт и слоганот "Нема правда, нема мир" отиде во заборав. Дали овде ќе инвестира некој, каде народов веќе гледа како побрзо да замине, а не пак да инвестира? Но вие и покрај сите порази, поразите од начинот на водење на државата, поразот на локалните избори, вие продолжувате да ја носите државата кон сигурна провалија. Толку од достоинството, толку од љубовта кон своето. Во буџетот кој излеговте овде да го браните, рекоа дека има 4 основни цели овој буџет. Прво, продолжување на грижата на заштита на здравјето на граѓаните. Јас само ќе кажам неколку бројки. 14, 65, 90. А ќе застанам да зборувам само на последнава. 90 милиони евра беа позајмени за справување со ковид кризата, ама на тестирање од Скопје одат во Гевгелија. Кажете ми, гледајќи го буџетот, дали забележавте во делот на Министерството за здравство дека финансиите планирани за справување со ковид се префрлаат во ставка за справување со ХИВ-СИДА. Сега јас ќе прашам, луѓе, во голем дел од буџетот, почитувана колешке, верувам дека ме слушате, во голем дел од буџетот, во ставката каде што е за Министерството, се извинувам, Влада на Република Македонија, дури и во делот кај образование, и во многу министерства се повлечени средствата за ковид, за справување со ковид кризата, но, еве, за пример само ќе го земам, средствата кои се повлечени од Министерство за здравство од една ставка се даваат за справување со ХИВ-СИДА. Јас имам 2 прашања овде. Дали, се надевам ќе ми одговорите, дали пандемијата е завршена, а ја не знам, и второ, дали со овие средства кои ги префрлате, ќе се набавуваат лубриканти, бидејќи сепак има и искуство, нели, во набавки на вакви нешта, па можеби повторно ќе го направите истото. Економско заздравување спомнавте, бидејќи таа е втората цел која сакате да ја постигнете со буџетов. Дали со проектирање на високи приходи од ДДВ, дали со проектирање на така чудни бројки за данокот на добивка и данокот на личен доход, дали со транспарентното работење на управата за јавни приходи и нивната максимална неефикасност во справување со сивата економија, ние ќе имаме сигурно економско заздравување. Јас овде само накратко ќе ви одговорам. Не, нема да имаме. Знаете, фискална одржливост. Зашто убедливо до сега докажавте дека не сте способни да ја реализирате? Доколку државата води и потребно е да се води рестриктивна фискална политика со примерен буџетски суфицит за стабилизација на економската состојба, а секако и со долгот, ние ќе имавме начин да бидеме одржливи. Но тоа во Македонија под водство на СДСМ и ДУИ не е за ништо одржливо, а не пак за финансии. Со ваквата политика која водите, за жал, децата, на нашите деца, ќе треба да ги враќаат позајмените пари. Владата на Република Македонија, информатичка, јас сега онакако забелешка ќе почнам да ви го анализирам, информатичка поддршка на владата има, пазете,
зголемување од плюс 32,4%, ама затоа има намалување од минус 100% за економска промоција, унапредување на локалната и регионалната конкурентност во туризмот, програма за намалување на аерозагадувањето. Минус 100%. Нема, сега воздухот е чист. Од кога сте дојдени вие на власт, воздухот е чист. Минус 57,51% се намалуваат средствата за справување со ковид-кризата, која, како што ви спомнав пред малку, ете заврши пандемијата, па сега слободно можете да ја прогласите за умрена. МВР, Министерството за внатрешни работи, јакнење на владењето на правото имаме 0. Ние имаме правен систем, каков таков, нели? Никаков. И сега за таму не ни требаат средства. Но во Министерството за внатрешни работи и текако требаат средства за договорни услуги, разни трансфери, купување на мебел, 157,14% се зголемува ставката за купување мебел. И купување на возила во Министерството за внатрешни работи 2200% се зголемува ставката во ова министерство. Министерството за одбрана се намалуваат средствата за стручно оспособување за меѓународни активности, за услуги, ама за разни трансфери имаме зголемување од 181%. И доколку го анализирате буџетот, во најголем дел разни трансфери, договорни услуги, имаме големо зголемување на процентите. Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. 330.000 евра овде ми направија проблем. Знаете што проблем е тоа? Не знам, колешке, верувам дека ме следите што зборувам, бидејќи ја убаво ве следев. Сега имате таму промоција на меѓуетнички односи во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, се зголемува за 300%. Но имаме намалување сега за 80%, видите, сега 6 милиони се доволно за прослава на рамковниот договор. Значи, тие финансии кои фалеа, јас и претходно во еден момент кажав, и пак ќе кажам, се наоѓаат интересни начини како да се вратат тие финансии за, нели ете, така послободно располагање со нив, преку проекти, одредени трансфери до невладини организации, донации и простор каде, за жал, само воздух се купува и магла народот гледа. Трансфери до невладени организации, спомнав, соодветна и правична застапеност на заедниците. Се намалува буџетот од минус 59,62%. Пазете, имаме промоција на меѓуетничките односи, ама соодветна правична застапеност на заедниците нема потреба. Таму ете ќе ги кратиме средствата, ама од друга страна ќе надополнуваме. Понатаму, Министерството за правда, привремени вработувања од плюс 62%. Министерот, знаете, оној министерот за правда, што ги греши законите, што образложува овде во собрание погрешни закони, сега ќе ангажира дополнителна помош. Бидејќи самиот не може да се справи, па му треба помош. Министерството за надворешни, разни трансфери, зголемен буџет за 841%, но и кола некоја треба да се купи. Дека немаат, па со буџетот се зголемуваат финансиите за 669%. Министерството за финансии, јас уредивте макроекономската и фискалната политика во државава, подобрувањето на општинските услуги, јавните набавки ќе бидат како што треба и кратите од сегде, ама затоа сега ќе има зголемување на средствата доделени во управата за финансиско разузнавање. Овде повторно во ставката мерки за справување со ковид кризата се намалуваат за минус 82%. Сегде ги скративте средствата за ковид кризата. Пак ќе ве прашам, одговорете ми,
Дали кризата е завршена според вас? Бидејќи според она што се планира во 2022 година, вие некој имате видување дека оваа криза ќе заврши. Каде се парите од заемите од 2021 година? Знае ли некој? Видовте или пак гледате некоја разлика во вашето обкружување? Што се направи со сите тие пари од заеми кои ги земавме? Нели, јас интересна статистика и интересни податоци овдека постојано зборувате за минимална плата, како се зголемува просечната плата и така натаму. И се јас ќе ве прашам, нели се фалите со 793.121 вработен? Значи вработени и во приватен и во државен сектор, со просечна плата од 28.000 денари по основ. На мојава груба математика, бидејќи чудни математики денес се спомнуваат кога станува збор за статистика, и јас многу убаво и преге ви реков, ама еве и сега ви кажувам, кога станува збор за бројка, едно е бројката како се употребува. Дали вам од Државниот завод за статистика ви ја дал директорот или некое вработено лице кое што професионално си ја врши работата. Многу голема разлика има. И сега, според оваа моја груба математика, државата треба да има приход од вработените во вредност од 1,250 милиарди евра. Ама реално планира приход од 1,042 милиарди евра. И сега, каде, бидејќи груба математикава, нежно, или бидејќи, нели пак ќе кажам, груба е математикава, каде така фино исчезнуваат 250 милиони евра. И ќе ги спомнуваме пензионерите, бидејќи многу голема врска има сето ова во работата и на пензискиот фонд, каде пред избори им се зголемуваат пензиите за 700 денари, ама после тоа 130 денари. Ке спомнувате овде, ке се зголемуваат платите, посебно од образование, бидејќи ве има многу вам кои сте од образование, ама ниедна од вас не застанавте овде да кажете дали е доволно тоа зголемување од 3% на платите на вработените во образование. А имаме инфлација од 3,1%. 21% има инфлација. Значи, ве молам, статистикава кој ви ја даде? Директорот на Државниот завод за статистика или ви ја дал некој професионалец? А ако вие лично сметате дека платите на вработените во образованието се на доволно високо ниво, ве молам, слушнете се со вашите колеги. Слушнете се со колегите и прашајте ги дали е тоа точно или не е точно. Јас верувам дека вие сте свесни дека проекциите кои ги имате направено овде во буџетов, не стигнав да го образложам и буџетот на Министерството за животна средина и просторно планирање, но еве, ќе имаме можности и прилики. Јас знам дека сте вие свесни дека проекциите што ги имате лесно ќе бидат урнати. Имате селективно зголемување на платите, како што спомнав, значи селективно зголемување со одредени проценти во делот од администрацијата, во одредени сектори, и многу е тенденциозно, но исто така од ниве нагол кога се гледа е навредливо, зошто на едни да им се зголемуваат толку многу платите, а на други не. Ветувате раст од 4,6%, но како до овој раст, кога во најголем дел во буџетот доминира социјалната компонента. Задолжувањето ќе оди покомплицирано. Знаете, бидејќи имаме политичка криза, финансиска криза, која се развива нели после тоа, па имаме економска криза, па имаме здравствена криза, па имаме криза и на идентитет, ке имаме во државава кај да е како ви тргнало со реформиве, по образованиево што ги имате. И со сите овие кризи кои ги имаме ние во Македонија, планираме дека ќе имаме развоен буџет, но знаете како, во државава само криминалот
корупцијата и киднапирањето ќе се развиваат со вас на власт. Друго, не верувам дека нешто ќе има можност да се развива. Сепак ќе го почитувам времето, а овде имам премногу што да се кажу.